Да ве поздравам сите. Стварно не знаев дека ќе има можности за други теми да разговараме. Мислев дека е само во рамки на оваа кампања и ќе ми дозволите, што ми прави кејф се разбира, че освен за оваа кампања која е многу важна и која сакам да ја поддржам и затоа ќе сакам и неколку збора да ви кажам. Меѓутоа имаме доволно време потоа, ако сте заинтересирани и за ова другото што го споменавте на почетокот, што уопште работи претседателот. Не дали добро работи, него што уопште работи. И генерално, ако можам нешто да одговорам, тоа што е ваш интерес, а можда не е моја директна надлежност, али можда знам нешто ради годините што ги имам. Но прво да ви спомнам за главниот повод, да го наречам, заради кој сте тука. Да ве поздравам и да го искажам своето задоволство што дел од активностите на кампањата не игнорирај, реагирај, ги организираме и овде во претставителскиот кабинет. Јас сум навистина охрабрен од интересот на медиумите, на институциите, на бизнис заедницата и секако на граѓаните за активностите во рамките на оваа кампања. Особено е важно да се види и интересот и вклученоста на младите и токму на средношколците, кои се една специфична целна група, чија енергија, мотивација и идеи се неопходни во соочување со проблемите поврзани со животната средина, кои се актуелни и може да стануваат само по-актуелни. Секој од нас треба да посвети поголемо внимание за одржување на здрава животна средина. Природата веќе извесен период не предупредува дека немаме уште многу време да ја сочуваме нашата планета. Онака како што сега ја знаеме и ја познаваме, во глобални рамки лидерите на државите се заложија да се зголеми интензитетот на климатските активности со многу подинамично темпо преку зајакнување на националните акцијски планови. До 2020 година ние сме дел од тоа, нашата земја е потписничка на договорот од Париз за климатски промени според кои преку намалување на аерозагадувањето ќе се овозможи да се спасат милиони животи. Имплементирањето на проекти поврзани со соодветното и навремено одговарање на нашите национални обврски од овој договор ќе овозможи и поголема раширеност и отвореност на преземените акции, воедно и ќе придонесе кон зацврстување на капацитетите на нашите домашни национални институции при известувањето за резултатите од преземените активности од областа на климатските промени. Несомнено, сите граѓани во нашата земја е потребно меѓусебно да соработуваме и да инициираме заеднички активности кои ќе се стремат кон зачувување на животната средина, пред се кон намалување на емисијата на јаглерод диоксид, со што ќе помогнеме во ограничување на опасното глобално затоплување. Не само нашиот живот, туку животот и на идните поколенија зависи од сегашните активности. Правото на живење во здрава животна средина е право на секој од нас. Токму овој период од годината е круцијален за одржување на животната средина, бидејќи аерозагадувањето е веќе многу високо и веќе ја надминува границата на дозволената јаглеродна емисија. Затоа очекувам здружени акции на релевантни институции, но и подадена рака од нашите граѓани кои освен што ќе преземат конкретни еколошки акции, ќе бидат и во улога на еколошка патрола или еколошки патроли и наблюдувачи на загадувачите. Сите ние преку само критичност и навремена и брза реакција треба да бидеме упорни во нашата заложба, да имаме почиста и поздрава животна средина, овој наш заеднички пат. И е навистина една амбициозна мисија, вербата дека истиот ќе го изодиме и на крајот ќе вроди со позитивни резултати, ја давате токму вие, најмладата или младата популација. Низата преземени екоакции во земјава, организирани пред се од младите, се конкретна активност, но и чекор повеќе кон подигање на екосвеста во нашата земја. Затоа вие, младите, ни влевате надеж дека нашата земја ќе биде уште позелена во иднина. Од тука и мојата поддршка за младите, за нивните или вашите еколошки активности, како и поддршката на проекти и кампањи како што е Не игнорирај, реагирај. Верувам дека сето ова ќе придонесе за поздрава животна средина и за подобар живот за сите нас. Ќе ми дозволите уште 2-3 реченици за пар проекти кои ги размислуваме во изминатиот период во рамки на кабинетот и кои сме на граница на прагот да ги реализираме, да ви информирам што правиме од тој дел, бидејќи и по други поводи и порано доаѓа здруженија на граѓани или поединци, млади и стари, кои сака нешто и од тука како институција да помогнеме или да придвижиме барем во кревање на екосвеста. И една од тие иницијативи која дојде до нас, која ние ќе ја поддржиме, е заштитата на балканскиот рис, кој претпоставам дека веќе учите во училиште или знаете од вашите постари, дека е
еден од најретките видови на цицачи во Европа и се наоѓа на листата на загрозени видови на меѓународните организации кои се бават со заштита на живиот свет. Меѓутоа, за нас е посебно битен затоа што е еден од нашите национални символи. Предпоставам знаете на која пара е рисот. Таа не ја употребуваме многу, ние сакаме поголеми пари и банкноти. На која пара е рисот? Значи употребуваме, да знаете, рисот се наоѓа, кога влегувате овдека, гледате гардисти има овдека на влезот, се наоѓа и на гардиската униформа, на припадниците на нашата армија. И ова ја не го знаев, а вие сигурно го знаете, е и маскота на фудбалската репрезентација. Не сум го знал. Значи, во тој дел ние имаме намера да ги поддржиме активностите кои веќе се преземаат од неколку здруженија. На ниво на закони потребни во таа област, мислам дека сме тука негде. Мала корекција треба на постојното законодавство, но она што е значено е дека е важно тие ентузијасти кои се во природата, кои мониторираат што се случува со рисот, многу мала бројка остана од него, за жал. Треба да добијат поддршка, бидејќи тие самите не можат се да постигнат. Ние во тој дел мислиме да ги поттикнеме, да ја помогнеме таа активност, пошто е многу значајна. Да го сочуваме што е можно подлого еден од националните символи на нашата земја. Второ, многу наскоро ќе оствариме посета на Природно-математичкиот факултет и ќе побараме поддршка од кај нив за да ни помогнат овде, да направиме председателски хербариум, да го наречеме, или хербариум. Они имаат искуство во таа работа, најдобрите експерти се таму. И не знам дали знаете дека во последно време го отворивме кабинетот за граѓаните, така наречен отворен ден за граѓаните. Вчера имавме една поголема група граѓани кои се пријавуваат онлайн и гледаат кај работиме, кај живееме, кај се движиме, околина, зграда, внатре, простори и така натаму. И ме прашуваат што работиме, како работиме. Па не би било лошо наскоро да го имаме тој хербариум овде, негде во Дворчево, од кај што дојдовте, и да им го покажуваме као дел од таа тура. Што не наплаќаме за тие тури. И второто е едно зборче кое цело попладне се трудам да го научам на памет и мислам дека ми успеа, али не е лошо и да го зирнам, се вика арборетум. Сакаме да направиме практично, тоа е жива збирка на растителни дрва, растителни видови, еден парк на дрва, меѓутоа кои ги немаме овдека. Например, немаме во Дворчево наше немаме даб. И сакаме да имаме и да го покажуваме затоа што се наоѓа на нашиот грб. Дабот се наоѓа на грбот на државата и нормално дабот се наоѓа на грбот на председателот. Председателот има свој грб. Значи тоа е еден исто така од националните символи и планински бор. И ако успееме тоа да го направиме, да речеме наредниве пар недели или месеци, исто би можеле да го вклучиме во тие тури од граѓани што доаѓаат, да им го покажуваме. На тој начин сакаме практично да покажеме дека и ние овде стварно се грижиме за животната средина и не ни е сеедно. И може да кажеме овдека сме малце повисоко од остатокот на градот и почист е воздухот и поубаво се живее. Меѓутоа, не треба да забораваме дека сме само времено, одредено време овдека и повторно се враќаме долу или назад меѓу обичните граѓани, така што и додека сме на функции треба да покажеме дека имаме екосвест. И од оваа позиција, бидејќи по дефиниција кога председателот ќе каже нешто, па некој медиум и ќе пренесе што рекол, значи имаме моќ за поголемо влијание врз граѓаните. И од оваа позиција да кажеме надвор од моите надлежности е, ако гледате стриктно по устав и по закон, меѓутоа не е лошо ја да кажам некој збор во таа насока, во насока на поддршка на тие иницијативи, затоа што е, за жал, тоа е едно од најголемите закани за опстанокот на човештвото, генерално на човештвото, на земјината топка, и нема бегање од тоа. Тоа се еколошките закани се многу далечни од нас. Нам ни се чини ако имаме загадување овдека дека тоа е крај на светот, а ако немаме баш ние гајле што се случува на други места. Меѓутоа еколошките закани не познаваат граници и затоа одговорот кон нив треба да биде транснационален или прекуграничен. Тоа значи дека ни една држава, па и најмоќните, најбогатите као Америка на пример или Канада, не можат самостојно да се борат против нив. Мора да бидеме дел од, тој го нарекуваат стручно мултилатерален напор, или заедно со многу други организации и држави, да се обидеме да го направиме ова почист воздух што го дишеме и околината поздрава што е околу нас. И немој да заборавите дека цехот доаѓа за наплата на крај. Значи, ако не направиме ништо, а во моментов не чувствуваме голема еколошка закана, тоа пак ќе дојде до нас. Да немате дилеми. Значи, тоа што може на локално ниво да се направи окей, не правиме доволно тој дел, тоа е сигурно. Треба да правиме многу повеќе, тоа е скапо, бара огромни ресурси. И да кажам еден детаљ, например, кој македонската јавност не го знае. Разговарав скоро со колегите од Црна Гора. Црна Гора преговара со Европската унија.
Како што одат преговорите, овие што ги чекаме ние да ги почнеме за нив зборам, се потешки и подолги стануваат и се повеќе пари коштаат. Например, постои едно поглавје, се нарекува поглавје заштита на човековата средина или околина. И колегите од Црна Гора ми тврдат дека ако тие ги имплементираат наредниве, да речеме, 10 години сите европски стандарди на највисоко ниво за заштита на човекова околина, државата има 640.000 жители и помала од нас, дека тоа би чинело околу 1 милиарда евра. Може да замислите. Тоа е скапо. Еве сега да дојам на локално ниво, да ви кажам, веројатно сте слушале од вашите постари минимум, големи фабрики, големи загадувачи во Македонија, знали да бидат Југохром, не знам, Макстил еден период и така, за да имаат фул заштита, надлежните тврдат дека имаме, сега фул заштита, тоа кој што да стават филтри на оджаците, нивни, на печките, е од 18 до 21 милион евра по објект, значи по фабрика, што е многу. Сакам да ви кажам дека тоа кошта, меѓутоа тоа е инвестиција во нашата иднина и во нашата здрава иднина. Така што не треба да се плашиме од тоа дека треба да вложуваме поише и поише, зашто тоа па се враќа кај нас. Иначе колку кошта, не дај Боже, заболување уште на новороденчиња и на млади луѓе, на млади генерации, па тоа тек, ако го гледаш низ здравствена призма, кошта 10 пати повеќе. Затоа е добро, подобро е да не само во рамки на оваа кампања не игнорирај, реагирај, да изреагираме на време, преведено значи да превенираме на време, за да не треба да лечиме подосна, ќе кошта и повеќе и многу поише ќе боли.